Со воведувањето на дополнителните царини за возилата произведени во Кина, Европската Унија генерира дополнителни главоболки на европските производители кои веќе бараат адекватни решенија. За жал, лоши вести доаѓаат и од Соединетите Американски држави, каде новостариот председател Трамп воведува царини за возилата произведени во Канада и Мексико во висина од 25%. Проблемот е што 40% од вкупно продадените возила во Соединетите Американски држави доаѓаат токму од тие земји. Под притисок на променетите услови на пазарот, Smart планира да понуди плагин верзии на средно големиот кросовер број 5. Компанијата, која е заедничка меѓу Мерцедес и Гили, имаше план да направи само електрични возила, кој очигледно беше преамбициозен. Главните причини за тоа се отстапувањето од гените на оригиналниот Smart и нагласеното премиум позиционирање што резултираше со високи цени. Според непотврдени податоци, ланската продажба се движи околу 60.000 возила со големо опаѓање на двата главни пазари – Кина и Европа. Плагин хибридната верзија, која ќе пристигне 2026-та, треба да го направи Smart број 5 подостапен и со тоа да го зголеми интересот на купувачите. Во својата историја Рено има неколку рекордери, но сега не ја брка брзината, туку километрите поминати со едно полнење на струја. Со ретрофутуристички прототип Филанте, французите представија нова лабораторија на тркала со која сакаат да ја зголемат автономијата на своите електрични возила благодарение на аеродинамиката и малата тежина. Со ретрофутуристички став, инспириран од рекордните прототипи на Рено, од минатото вклучена е најновата технологија за оптимална аеродинамика и помала тежина што придонесува за поголема ефикасност. Како резултат на тоа, демов автомобилот тежи 1000 килограми и покрај фактот што само батеријата тежи 600 килограми. Таа е со капацитет од 87 киловат-часови и поставена е под нозете на возачот. На средината на 70-тите години од минатиот век дојде до тектонски промени на европскиот пазар на комерцијални возила. 5 мали производители од Италија, Франција и Германија се здружија и го формираа Ивеко. Целта беше јасна – да се намалат трошоците и зголеми конкуренцијата. Затоа требаше да помине некое време, бидејќи Fiat, OM, Lancia, Уник и Magirus тогаш заедно имаа 200 основни модели возила со преку 600 верзии. Денес, кога Ивеко го слави својот 50-ти роден ден, компанијата оперира со 49 фабрики во 19 држави ширум светот и вработува 30.000 луѓе. Со 20% од европскиот пазар е втор по големина производител на комерцијални возила и остварува годишен приход од 16 милиарди евра. Покрај Мерцедес единствено што има понуда во сите категории, од комби возила до тешките камиони и автобуси.
Сликата на европскиот пазар на нови возила последниве години суштински се менува. Според податоците што од 31 земја ги собира Европската асоциација на автомобилски производители АЦЕА, апсолутен лидер меѓу марките е Volkswagen со скоро 1,4 милиони продадени возила. Следи Toyota, која со своите 930.000 дебело го надминува BMW на третата позиција. Шкода е многу блиску, а мали се разликите меѓу Рено, Мерцедес, Ауди и Пежо. Топ 10 листата ја заокружуваат уште Dacia и Hyundai, додека Kia е веднаш зад нив. Меѓу марките кои имаат позначајно пазарно учество, најголем пораст од 28,4% забележа Volvo, додека Fiat и Ford со минус од 20,4%, односно 17%, ке сакаат брзо да ја заборават 2024-та. Од кинеските производители, засега единствен што има забележителен резултат е MG. Уште еден кинески производител фрли око на европскиот автомобилски пазар. Релативно младата компанија Li Auto отвора истражувачки и развоен центар во Германија за да добие увид за очекувањата на купувачите и подобро да се запознае со прописите. Li Auto го привлече светското внимание со електричниот моноволуменец Mega, кој има коефициент на отпор на воздух од само 0,215. Под футуристичките линии се кријат револуционерни технологии кои дозволуваат моќност на полнење од дури 520 киловат-часа, што значи дека батериите ќе се наполнат за само 12 минути. Во каросеријата долга 5,35 метри има место за 7 патници на кои на располагање им се доста луксузни нешта. Електропогонот има 543 конски сили, а цената во Кина му изнесува околу 70.000 евра. Geely Coolray стигна до звездените височини. Продажбата на субкомпактниот кросовер достигна 1 милион. Представен во 2018 година, овој модел се продава во 50 на земји, главно од третиот свет и Источна Европа. Ги освојува купувачите со својот младешки дизајн, добрите перформанси и секако привлечната цена. Досега 2 пати беше обновуван, а за глобалниот пазар се испорачува со 1,5 литарски турбомотор со 172 конски сили, кој ги задоволува Euro 6 нормите. Менувачот е 7 степен со двојна спојка, а погон само на предните тркала. Складно обликуваната внатрешност е исполнета со богата опрема во зависност од регионите каде се продава. Иако добро навлезен во години, од Geely нема најава за негова нова генерација. Порше постави уште еден Гинисов рекорд. Електричниот Taycan во арктичкиот тест центар во Финска помина 17 километри и 503 метри дрифтајки на мраз. Тоа му успеа на еден од инструкторите од Porsche Experience програмата, кој за 46 минути направи 132 круга на замрзнатата патека. Возилото беше стандардно, со погон на сите тркала и пневматици со шилци од 1 мм. Ова е четврти Гинисов рекорд што го постигнува електричниот Taycan. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил?
Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Минатата емисија ги разгледавме сликата на глобално ниво во автомобилската индустрија. Денеска го поканивме господинот Златко Муцунски да видиме што се случува во Македонија. Од осамостојувањето на државата до денеска ние не успеавме да го обновиме возниот парк. Како гледате на таа ситуација, бидејќи староста на возниот парк е негде околу 19 години? Токму така. Официјалните податоци изостануваат, меѓутоа се смета дека просечната старост на возниот парк во Македонија изнесува 19,5 години, што е навистина запрепастувачки. Сега, кои фактори влијаат на сето тоа? Ако ја третираме исклучиво минатата година во однос на 2023, ќе видиме дека имаше раст на продажбата на нови возила од 32%, што е навистина импозантно. Да. Иако сето тоа во апсолутни бројки не е толку импозантно. Затоа што годината заврши со увоз на околу 13.000 автомобили, доколку се точни податоците кои што се испорачани од Царинската управа, заради тоа што се работи за увезени возила. Сега, дали тие увезени возила се продадени или реекспортирани, потоа е навистина дискутабилно. Меѓутоа, тоа што загрижува е растот на увозот на употребувани автомобили од околу 25%, и тоа е бројка од над 40.000 автомобили минатата година. За голема жал, маса од тие автомобили се со огромна старост, заради тоа што во Македонија, како единствена земја во регионот, се уште владее EU4 стандард за увоз на употребувани автомобили. За разлика од нашето соседство, да не одиме подалеку, во Косово и во Албанија, максималната старост за увоз на возила е 9 години. Кај нас со Euro 4 стандардот е 23. И тука не можеме да зборуваме за природна обнова на возниот парк во никој случај, заради тоа што за природна обнова на возниот парк на Македонија и требаат минимум 25.000 нови автомобили годишно. Со тоа за некои 4 до 5 години би го достигнале или би се приближиле до тој европски просек. Ако ја земеме како пример за компарација Словенија, земја со многу слична географија, таму се продаваат над 50.000 нови автомобили во годината. Значи, 4 пати повеќе од колку кај нас. Дали тоа се одразува, не дали се одразува туку, дали е економскиот фактор, нискиот стандард, еден вид на тригер за купување на стари автомобили. Тие се нешто поевтини, но новите автомобили од пандемијата наваму се многу поскапени. Дали можеме ние тој тренд да го следиме?
Проблемот секако може да се лоцира во релативно ниската куповна моќ на населението или така наречениот бруто домашен производ по глава на жител, каде што дефинитивно не отскокнуваме сериозно, се надевам дека тоа ќе се промени. Понатаму треба да го земеме како фактор и тивкото иселување од државата, заради тоа што тие луѓе кои што треба да придонесат и да заработат за да си купат нов автомобил, за жал исчезнуваат од нашата држава, одат во странство. Влијаеше сигурно и општиот раст на цените во времето на ковид и пост-ковид пандемијата од сериозни 30 и 40%. И со овој раст на цените не беа опфатени само новите автомобили, туку автоматски и употребуваните автомобили го следеа трендот. И има уште еден сериозен фактор е дека ние сме единствена држава во регионот која што има прогресивна увозна давачка за увоз на автомобили, така наречениот данок на моторни возила, кој што од Хрватска надолу нема никаде да го сретнете. Тоа е едно вкупно оптоварување од 20% на секој увезен автомобил, и нов и половен. Дали има најави на коригирање на тој закон? Затоа што ние немаме што да штитиме. Таа давачка, данокот на моторни возила, само е бенефит за буџетот. Има одредени иницијативи, барем во моите последни контакти со Машинскиот факултет, тие дефинитивно се на линија да предложат некакви измени во законот, а примарната цел треба да ни биде амбиенталниот воздух и заштитата на околината. Заради тоа што новите возила со нова технологија имаат драстично помала емисија на CO2, азотни оксиди кај дизелите и така натаму, а да не зборуваме за промоција на електричните возила каде што имаме нулта емисија на CO2. И нешто дефинитивно треба да се промени во политиката за увоз на автомобили. Далеко од тоа дека треба да се забрани увозот на употребувани автомобили, тоа го нема во ниту една земја и не би било убаво со било какви забрани и ние да бидеме третирани. Туку треба да се ограничи со цел употребуваните возила да бидат барем еден стандард подолу од новите возила кои што се увезуваат. Заради тоа што, без оглед што Евро 4 е важечки стандард за увоз на возила, дури и за нови, такви веќе никој не произведува. Да. Што значи импортерите се обврзани да превземаат возила од европските производители, особено со стандарди Евро 6, Евро 6D веќе и така натаму. Порше Македонија осем продажба на возила има и пионерска улога. Вие сте едни од првите импортери што почнавте да увезувате електрични возила, еден од првите импортери кои направија мрежа на полначи какви такви, но сепак тоа е некој помак. Како ја гледате иднината на електрификација во Македонија? Таа на глобално ниво малце застанува поради проблемите во инфраструктурата, но и цените на електричните возила. И најдолгиот пат почнува со првиот чекор и ние уште пред неколку години дефинитивно донесовме стратегија дека иднината на автомобилите ќе биде електрична. И сега за сега тоа е се уште валидна стратегија и покрај тоа што има одредени поврати, да речеме, во напорите на одредени земји од различни причини. Меѓутоа решивме дека сакаме и Македонија да ја внесеме на мапата на пазари кои што продаваат електрични автомобили со нулта емисија на CO2 и токму заради тоа инвестиравме сериозно во инфраструктура, значи поставивме 2 турбополначи со 160 киловати и долго време тоа бе единствените во државата, за жал. Тоа што сега ме радува, со Евана имаме сериозни комуникации многу редовно. Поставија неколку полначи во текот на минатата година на бензинските станици околу Скопје и на главната магистрала кон Гевгелија. Се надевам дека таа иницијатива ќе продолжи во следниот период. И тука сега наидуваме од почеток барем, добро, зошто не ставите повеќе полначи? Одговорот беше затоа што нема електрични возила. Од друга страна, не може да има електрични возила доколку немате инфраструктура за полнење. Поставивме 32 destination chargeri Porsche
на различни локации во земјата, во принцип кај хорека каналите, каде што да, AC со 22 киловати, меѓутоа сепак може да се дополни или преку ноќ да се наполни целосно еден електричен автомобил. Во Европа минатата година електричните автомобили беа застапени со околу 12,5%, колку што се сеќавам, што е секако премалку за стратегијата што ја промовира да до 2030 година Европа нема веќе регистрација на мотори со внатрешно согорување. Дали е сега тоа има отпори од производителите, се разбира, меѓутоа отпорите од производителите произлегуваат од отпорите од страна на клиентите. Затоа што возење на електрично возило бара сосем друг мајндсет. Значи, не може да бидеш спонтан, па сега ќе застанам тука, ќе се наполнам, не треба да планираш каде ќе полниш однапред, а за сето тоа е потребна инфраструктура во земјата. Значи, треба да биде густа таа мрежа на електрополначи. И сега тука секако дека без еден пуш од страна на државата не очекувам некакви многу драматични чекори да се случат. Значи, треба да се овозможат некакви субвенции за компаниите кои ќе решат да инвестираат во инфраструктура за полнење на електрични возила, затоа што инвестициите се сериозни, треба да се донесат сериозно дебели кабли до локациите кои што обично се оддалечени. Една бензинска пумпа повеќе од 20 киловати електрична енергија не и се потребни, а само за чарџерот треба 200. Така што инвестицијата е сериозна и се надевам дека во следниот период ќе се направи нешто на темата. Втора работа околу електричните возила е нивното оданочување. Во моментот за електрични возила не се плаќа исклучиво данокот на моторни возила. Значи се плаќа царина од 5% и се плаќа ДДВ од 18%, што возилата ги прави неконкурентни, имајќи предвид дека се работи за скапа технологија, за нова скапа технологија. Албанија е тука многу позитивен пример, затоа што за сите електрични возила имаат 0 давачки. И резултатот се гледа веќе по улиците низ Тирана и низ цела Албанија, маса на електрични возила, особено такси, рентакар, меѓутоа и приватни и компаниски возила се сега електрични. Брендовите кои ги застапувате имаат електрична програма, имаат електрични модели, но тие се осетно поскапи од кинеските. Како индустријата и вие импортери ќе се справите со оваа поплава на кинески возила кои имаат солиден дизајн, солиден квалитет и многу добра технологија? Да, многу добра технологија е дискутабилно и да не речеме субјективно. Сепак, проблемот што е? Европските производители или северноамериканските произведува автомобили со традиција од повеќе од 100 години. Главнината од нив. Што значи квалитетот е неприкосновен. Таму каде што беа сериозно доминантни, а тоа беа моторите со внатрешно согорување, сега веќе е тренд кој што се помалку ќе се чувствува заради тоа што влегуваме во ера на електрификација. Точно е, кинеските автомобили се драматично поевтини, меѓутоа ако ги земете и анализирате како автомобил, како компоненти на автомобилот, а не само тоа што се вика powertrain и електромотор и така натаму, ќе видите дека има сепак голема разлика во квалитетот. Факт е дека европските производители беа малку заспани, на ловориките на славата многу години живееа и сметаа дека не може ништо да ги поремети. Сега веќе сите имаат бекап сценарија. Меѓу другото, Volkswagen за кусо време ќе го извади ID2, кој што треба да има почетна цена од 25.000 евра. Значи, тоа е веќе еден сериозен исчекор во нискиот сегмент на возила кои што ќе бидат електрични. Господине Муцунски, ви благодарам на одвоеното време. Дури и Соединетите Американски држави воведоа нови даноци, односно нови царини со цел да се заштити нивната индустрија. Председателот Трамп воведе царина од 25% за увозот од Канада и од Мексико. Но погледнете што тоа може да значи на подолг рок.
Новостариот председател Доналд Трамп ќе направи огромни промени во светската автоиндустрија. Тој не само што реши да ги измеша картите, туку од нив ги извади асовите и дамите и такви им ги даде на производителите на возила да ги поделат меѓу себе. Јасно е дека во оваа партија покер никој од нив не може да победи. Царините од 25% воведени за Канада и Мексико ќе ги погодат сите. Најмногу домашните производители кои имаат бројни погони во соседните земји, но и купувачите, бидејќи сите возила ќе поскапат без разлика каде се произведени. Во недостаток на конкретни информации што понатаму ќе се случува, автокомпаниите засека не реагираат прегласно, но јасно е дека преселбата на производството на домашно тло ниту е едноставна, ниту пак може бргу да се спроведе. Нарушувањето пак на синџирот на снабдување може да доведе дури и до затворање на сегашните американски погони. Според аналитичарите, околу 40% од возилата што се продаваат во Соединетите Американски држави се произведуваат во Канада и Мексико. Во ерата на електрификација, BMW повторно ги израдува љубителите на клиповите. Сега ја представи караванската верзија на серија 3, доработена од престижниот огранок М GmbH. Со своите 543 коњи, М3 CS Touring може слободно да се нарече семеен болид. BMW M3 CS доби караванска верзија. Како што доликува на модел подпишан од М GmbH, направени се бројни модификации на каросеријата, интериерот и се разбира во механиката. Па да почнеме од моторот. 3-литарскиот 6-цилиндерски мотор доби зголемен притисок во двете турбини, што ја зголеми моќноста за 20 конски сили повеќе во однос на стандардниот M3 Competition. Сега целото семејство може да се радува на 543 конски сили и 650 Нм вртежен момент. Задржана е 8-степената автоматска трансмисија која ја праќа силата на сите тркала. Доколку видите караван со хауба од карбонски влакна, преден сплитер, големи предни доводи за воздух и заден дифузор, подобро не се закачајте. Можеби M3 CS Touring ќе го препознаете поради новите M тркала од лесна легура со димензии од 19 инчи напред и 20 инчи назад. Најочигледна визуелна промена е новата решетка. Додека бубрезите остануваат исто како обичните M3 и M4, тие сега имаат поотворен дизајн со поостри површини. BMW им даде на LED дневните светла жолта нијанса како знак на своето спортско педигре. Немојте да се лажете и да застанате на црта на семејниот караван доколку немате сериозен спортски автомобил. Во спротивно ќе можете да го следите M3 CS Touring само со поглед. Него му требаат само 3,5 секунди да достигне стотка и 11,7 секунди брзинометерот да покаже 200 км на час. Доколку тато се одлучи да го импресионира семејството, ќе го активира стандардниот M-Drivers Package и ќе ги донесе до 300 км на час. Сето ова да биде безбедно, направени се промени во електронски контролираните амортизери. Има и засилени сопирачки и опција за карбон-керамички дискови. BMW исто така се фокусираше на намалување на тежината на автомобилот, отстранувајќи 15 кг. Испораките за Европа, Австралија, Јапонија и Јужна Кореја започнуваат во март, додека зачудувачки е што на најголемиот пазар за каравани, Соединетите Американски држави, нема да биде понуден. Цената во Германија се очекува да биде околу 135.000 евра. Ланскиот пад на продажбата не успеа да го дестабилизира Fiat. Италијанците останаа најпродавана марка во групацијата Stellantis, а за годинава имаат големи планови и амбиции. Тоа го оправдуваат со дебито на првиот модел на новото глобално семејство на Fiat, опремен со електричен и хибриден погон, Grande Panda.
Дизајнирана во Centro Stile во Торино, Fiat Grande Panda е компактна, има чисти линии и добро организиран интериер, што го прави идеален автомобил за семејна намена и урбана мобилност. Grande Panda е првиот Fiat изграден на Smart Card платформ на Stellantis, која е флексибилна и разновидна мултиенергетска платформа. Во голема мерка инспирирана е од иконата Панда, која го започна походот во 80-тите години на минатиот век и се уште трае. Ова е прв пат Гранде да не значи голема. Гранде Панда е компактна и со своите 3,99 метри должина, 1,57 метри висина и 1,76 метри ширина, таа гарантира удобност за 5 лица благодарение на паметното искористување на просторот. Престојот во кабината го збогатуваат веселите детали кои го освежуваат интериерот. Главната внатрешна тема вклучува посебна боја наречена Blue Tasmania. Пред возачот е инструмент кластерот од 10 инчи, додека централно поставениот е 10,25 инчни екран задолжен за инфозабавниот систем. Целина која потсетува на обликот на патеката Лингото сместена на покривот на фабриката. Fiat Grande Panda има електрични и хибридни погонски единици. Во своето електрично издание доаѓа со батерија од 44 киловат-часа и електромотор од 83 киловати, односно 113 конски сили, комбинација што има автономија од 320 километри во комбиниран циклус според WLTP и го прави совршено возило за урбана секојдневна употреба и викенди. Електричната верзија има умерени карактеристики со максимална брзина од 132 км/час и забрзување од 0 до 100 за 11 секунди. Серијски опремена со интегриран кабел што се извлекува од маската, способен за полнење до 7 киловати, завршувајќи полнењето од 20 до 80% за 4 часа и 20 минути. Како алтернатива може да се избере приклучок за полнење од 11 киловати со време на полнење од 20 до 80% за 2 часа и 50 минути. За двете решенија вклучен е стандарден приклучок за брзо полнење на задниот дел, кој нуди моќ на полнење од 100 киловати и го комплетира полнењето за само 27 минути. Хибридната верзија ја движи 1,2 литарски турбобензинец со 3 цилиндри, 48 волти литиум-јонска батерија и 6 брзински електричен менувач со двојна спојка, на кого е интегриран електромотор од 21 киловат, комбинација што произведува системски 100 конски сили. Fiat Grande Panda што туку ја започна кариерата која би требало да биде подеднакво успешна како и на незината претходничка. Италијаните се мајстори на својот занает, а во овој сегмент тешко дека некој може да им ги помрси сметките. Наскоро ќе бидат објавени и цените кои се очекува да бидат достапни. Спортското оделение на Nissan ја стокми електричната Арија. За оваа прилика зголемена е силата и вкупно испорачува 435 коњи. Ова не е единственото ревидирање кое Nismo го направи. За Арија Nismo повеќе ќе дознаете во следниот прилог. Донатор за новото издание што е подпишано од Nismo е сериската Арија e-Force со батерија од 87 киловат-часови, но направени се мноштво надградби за да овозможи уште повозбудливо возачко искуство. Моќноста се зголемува на 435 конски сили, речиси 130 коњи повеќе од донаторот, додека вртежниот момент од импресивни 600 Нм остана непроменет. Таквата комбинација е доволна за забрзување од стоење до 100 км/час за 5 секунди. Арија Nismo не е само брза. Благодарение на подобрувањата на системот за погон на 4 тркала e-Force, акцентот е ставен на агилноста и динамичката реакција. Специјално подесениот систем e-Force на Арија Nismo може да го максимизира механичкото држење со прилагодување на силата што се испраќа на секое тркало и се надгледува 10.000 пати во секунда.
Со распределување на силата 60:40 во корист на задната оска, системот дава по-спортско чувство во споредба со обичната Арија и Форс, обезбедувајќи 12% подобрување во перформансите во свиоци. Подпирањето исто така е сеопфатно преработено со ревидирани стабилизатори, пружини и амортизери, за да се постигне подобрена рамнотежа и контрола на телото и поголема агилност при повисоки брзини. Дизајнот на Арија Нисмо е суптилно освежен за да одрази и спортската ДНК и ќе обезбедат да се издвојува од секојдневното користење. Љубителите на електричните перформанси ќе треба да одвојат разумна сума од 65.000 евра, што е веќе вообичаена за оваквите возила. Тука завршуваме со денешната епизода. Ви посакуваме секое добро и ви закажуваме повторна средба за 7 дена. До гледање.